вечер со топ тема на ваша страна. Над 35.000 амандмани на ВМРО-ДПМН ја поставија дилемата и предуставните експерти. Донесен ли е или не законот за употреба на јазиците? Треба ли собранието да расправа за амандманите на опозицијата? Зошто пред изгласувањето на законот не е побарано мислењето на Венецијанската комисија, кој се обидува да ја избегне регулативата? Колку уставот е нешто што мора и може да се менува за да се задоволат апетитите на Грција? Дали и Нимиц тоа ќе го побара? Гости во топ тема на ваша страна се професорката Гордана Силјановска-Давкова и поранешната студијка, а сега потпредседател на Уставниот суд на Босна и Херцеговина Маргарита Цаца Николовска. Останете со нас. Правните експерти со дилеми околу амандманската расправа за законот за јазици тврдат дека ваквата ситуација се случува првпат во нашето законодавство. Толкувањата се различни. Дел од уставните судии кои ги контактиравме велат дека во досегашната пракса немале случаи во кои собранието утврдило дека нема надлежност да одлучува за веќе донесениот закон и за него да постапува Уставниот суд. За едни експерти, законите се сметаа за донесени само кога се објавени во службен весник. Судот постапува само по однос на акти кои постојат во правниот поредок, а во конкретниот случај тоа не е така, затоа што законот за јазиците не е стапен на сила. Од друга страна, дел од познавачите на оваа област се децидни дека собранието во конкретниот случај треба да гласа само за текстот на законот и дека амандманска расправа во третото читање не е дозволена. Ова се само дел од дилемите кои ги начнуваат оваа дебата помеѓу професорката Силјановска и поранешната студијка Цаца Николовска, и драго ми е што сте тука како експерти да се обидеме ова да го разјасним, иако факт е дека се различни толкувањата. Вие, Цаца Николовска, вчера дадовте едно објаснување. Вие го држите ставот дека веќе законот, односно помина една амандманска расправа, помина на собрание, даде вето председателот, меѓутоа тој текст на законот што сега повторно се врати во собранието практично е разгледан и според вас нема зошто да се зборува, односно повторно да се зборува за амандмани, да се дебатира. Од што го извлековте овој ваш став? И навистина е специфична ситуација кај нас, ако не се случило претходно, секогаш има различни мислења. Значи, институтот прогласување на законот со указ, кој што указ го подпишува председателот на државата, конкретно кај нас председателот на Републиката и председателот на собранието, како што е согласно нашиот устав, не е некоја новина. Тоа е нешто што од порано постоело во одредени уставни одредби на поранешна Република Југославија и Македонија. Меѓутоа, тогаш фактички условите биле сосема подруги во однос на денешните. Меѓутоа, она што е за мене битно, читајќи го Уставот, зборувам за Уставот, не зборувам за деловникот на собранието, институтот прогласување на законот со указ не е институт кој што возможува нов текст на закон. Проблемот е во тоа што указот за прогласување на законите го подпишува председателот и него му е дадена можност да истиот не го подпише указот и тогаш собранието, Уставот вели, повторно го разгледува законот. И доколку го усвои мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници, председателот на Републиката е должен да го подпише тој закон, односно Устав, овај указ. Од каде го влечам кажувањето дека станува збор само за стар текст на законот без да има можност да се менува тој текст. Со амандманите тоа е целта на амандманите, да се смени текстот. Амандманската расправа во оваа фаза според мене е невозможна, прво заради тоа што таа амандманска расправа веќе поминала. Сега, во колку се дозволи амандманска расправа и во колку се донесе некое решение
во кое што некој од амандманите ќе биде прифатено, ние го немаме стариот закон, ние имаме веќе нов закон. Во ситуација кога имаме нов закон, тогаш се прашувам колку овој институт да законот, односно овој институт сега да председателот веќе ќе мора да го потпише указот за прогласување на закон, дали ќе важи или не. Не може да важи заради тоа што тогаш на председателот ќе му се даде нов текст. И кога ќе му се даде нов текст на закон, тогаш што е повторно во можност да указот за прогласување не го потпише. И ние постојано ќе треба да одиме во еден таков... законот не е објавен во службен весник и постапката... За да се објави законот во службен весник, треба да се прогласи. И тука е проблемот. Јас не викам дека законот како закон е донесен за да истиот произведува правно дејство. Не. Сега пратениците се во состојба да ги имаат во предвид укажувањата на председателот. Имајќи ги во предвид укажувањата на председателот, тие се во можност да гласаат за овој закон кој што е поминат, кој што е донесен, а кој што не е влезен во сила, и да дадат мислење во однос на тоа дали се за законот или не се за законот. Ако мнозинството гласа за законот, тогаш обврската според уставот е да председателот мора да го потпише указот. Зборуваме за просто мнозинство. Не зборуваме за двотретинско мнозинство, зашто во тој случај е сосема јасна ситуацијата. Она што е исто така важно, треба да се има во предвид сегашната, да речам, темелна вредност на уставот, а тоа е поделбата на властите. Значи, законодавна, извршна и судска. Председателот нема законодавна власт. Овој институт е само дадена како уште една можност да се оцени квалитетот, али на стариот закон. На оној стариот закон, кога велам, на оној текст кој што му е презентиран на председателот. Тој текст е сега предмет на одлучување пред пратениците. Дали ќе ги прифатат укажувањата на председателот? Ако ги прифатат укажувањата на председателот, тогаш би требало да не гласаат за овој закон, заради тоа што гласањето би значело за законот неприфаќање на неговите укажувања. Меѓутоа, еве, токму тоа во однос на... Само да завршам. Кога ќе се донесе тој закон, тогаш се јавува можност да се оди пред Уставен суд. Сега пред Уставен суд убаво е, не знам чив коментар е тој дека ние фактички немаме акт кој што може да оди пред Уставен суд. Да, мислењето на Уставен суд. Ние имаме сега една состојба да имаме еден закон кој што не е прогласен, значи не е завршена комплетната процедура за влегување во сила на овој закон, за да може евентуално Уставниот суд да... Тоа е она со што се борив практично председателот на собранието Талат Џафери, кој што на крај и малце беше конфузен, од една страна бараше политички да ги повлечат луѓето од опозицијата амандманите. Меѓутоа, опозицијата се повика на деловникот 173 став 3. Ако председателот Републиката одлучи да не го потпише указот за прогласување на законот, собранието повторно го разгледува во фаза на трето читање, во рок од 30 дена од денот на донесување. По повторното разгледување на законот, амандмани може да се поднесат само во врска со укажувањето на председателот. Точно. Тоа не е само норма присутна во македонскиот деловник, туку во сите држави каде што председателот има право на вето. Во стартот, само да кажам. Председателот нема право на вето да стави на закон што се носи со двотретинско мнозинство. Логично е тогаш дека кога ќе го врати, значи со вето законот назад, на уште едно разгледување од страна на пратениците, зашто ни тие не се над уставот, а председателите обично се повикуваат на почитување на уставот, тогаш, значи, стапува или актуелна одредбата која што ја прочитавте. Зошто е комплицирана ситуацијата кај нас? Затоа што кога имате донесување на закон во скратена постапка, второто и третото читање се заедно. А овој закон е таков што требаше да оди во редовна постапка. Значи, не го субституира председателот парламентот и во земјите
кога ќе го врати се бара двотретинско мнозинство, не апсолутно, особено кога се председателите избрани на директни избори, Франција, например. Зошто? Зошто тоа е на некој начин кочница на собранието. Никој не му ја одзема функцијата, законодавната функција на собранието, ама го тера во рамките на укажувањето да размисли за што? За амандманите кои што може да се врзат за забелешките на председателот на Републиката. Од друга страна, тоа не е суспензија на собранието и тоа е редовна пракса во многу земји. Ова што го наведува госпоѓа Цаца Николовска во членот од Уставот, каде што пак вели по кој текст треба да се... Членот во Уставот се содржи генерална норма Членот во Уставот има проблем. дека генерална норма дека текстот на законот не се потпишува, туку се потпишува указот и дека указот треба да ги има обата потписи за да може да излезе, да влезе за да може да се објави во службен весник. Изгора сега уште еден проблем имаме тука, зашто членот 23 вели дека значи вели дека овој закон влегува во сила со денот на објавување во службен весник на Република Македонија. Го заборавил вакацио легис. Секој закон мора да има чекање од барем 7 дена. Да, деловникот дозволува дека некогаш и не мора да има вакацио легис, ама погодете кога. Кога се работи за закони кои мора поитна постапка да се донесат за да не се наруши пазарот или за да кога има закана безбедносна и така натаму. Меѓутоа тука што не е во ред за да се усогласат двете работи. Толкувањето за уставниот суд само не е неусогласен. Не е неусогласен деловникот и го конкретизира односот. Иначе, која е логиката председателот да стави забелешки и ништо? Зошто да го врати законот? Не е ништо, Гордана. Не е ништо. Не прави председателот заради јавноста. Не е јавноста. За да биде подобар законот. Точно. И сега пратениците се во состојба да оценат. Имаме забелешки на председателот од една страна. И ќе ставиме амандмани или пак ќе се правиме дека... Еве ставаме амандман. Да. И сега ние имаме нов законски текст. Ние немаме стар законски текст. Не е проблем и тој новиот проблем е заради тоа што тој новиот законски текст сега оди кај председателот пак. И председателот повторно треба да одлучи дали ќе го потпише со указ или не. Тој круг дава можност за една зло... Нема круг. Чекајте малку. Нема задоволен. Нема веќе задоволство. Еднаш е. Значи, а кај пишува дека е? Должен е председателот, ама ви пишува овде. Да. Значи, должен е председателот. Нема веќе. Без оглед дали тие ќе ги прифатат неговите забелешки, ќе ги трансформираат во амандмани или не. Значи, ветото еднаш се става. Нема повеќе вета никаде. Меѓутоа, тие се должни со должно внимание да ги прочитаат забелешките и да внимаваат на забелешките низ призма на Уставот. Точно. Зошто? И они ќе видат дека овој закон, како што е донесен, председателот забелешките што ги има дадено на тој закон се основани. Тие забелешки се од таков тип да претениците треба да речат. Имаме закон кој што според забелешките на председателот, според ова вие што велите дека има пропусти во самата процедура на која што и председателот може да укаже, се од таков карактер да ние за овој закон не можеме да гласаме. И едноставно се гласа... Меѓутоа мнозинството, ако 67 мисли дека може да гласа, ќе го гласа. Значи, ако мнозинството гласа и мнозинството го прима ризикот на носење на недобар закон. Меѓутоа, ја сакам... Значи, ако мнозинството повторно го изгласа овој закон со апсолутно мнозинство, председателот ќе мора да го потпише за жал указот. Има пракса, само уште ова да кажам, во земји со развиена демократија, каде што за важни закони, особено за системските,
Франција, Ја се значи согласувам. Уставниот совет оценува предходно, па потоа. Иначе овде решена ситуација. Ама во Франција законот се оценува пред да се донесе. За само тука определени има многу закони. фалинки во целата процедура за овој закон. Фалинки има многу. Меѓутоа, Џефри Сефери се повика на член 147 кој вели дека оценката на уставноста е на законодавно-правна комисија и дека уставноста не може да се оценува на пленарна седница. Тој цело време се обидуваше да најде седница на собрание, па нема да се оценува така не се уставноста. оценува. И тоа е тоа, на Али крај они пратениците треба да ги имаат во предвид забелешките. Тоа е тука, таа е дадена можност на вето. Тоа е уштедната таа, да речам, субконтрола, која што не е извршена нити од судска, нити од законодавна, нити од извршна власт. На председателот, кој што представува Републиката, на председателот кој е врховен командант на вооружените сили и на председателот кој што своите надлежности ги влече од Уставот и во рамките на Уставот. И сега човекот вели, овој закон е, според моje мислење, противуставен заради ова и ова. Не мора и да рече противуставен, може да даде забелешки кои ќе го направат подобар текст. Ама не се обврзувачки забелешки. Не се. Тоа е тоа што Значи, се може користува само мнозинството. морам да коментирам за коментарот на председателот на собранието. Законодавно правна комисија не оценува уставност, ниту собранието оценува уставност, бидејќи само оценката не е оценка. Уставност на закон оценува Уставниот суд на Република Македонија. Со тоа што во многу земји, не во многу, во најголем број земји или во сите земји, во Уставот пишува дека уставните судови исто така даваат интерпретација на Уставот, што кај нас го нема. Кога сме веќе кај дали другите... го нема или не се сака. А може дури и во поширока смисла, тој што го брани Уставот може и да го интерпретира. Ама никаде не стои како дека е забрането. Дека е забрането. Се И согласувам. како може закон да се цени ако не се интерпретираат оние одредби од Уставот? Затоа, значи, идејата што е, ветото што е ставено нема да предизвика неможност да се оценува законот. Ке се оценува на само собрание, со гласање, и второто што е многу поважно, Уставниот суд ќе биде во можност тогаш да го оценува овој закон, кој што, ако помине на собрание, ќе има сила и тогаш Уставниот суд во исто време ќе биде во можност, пошто они екс официо, нашиот устав, за разлика од нашиот уставен суд, за разлика од другите. Одбивал нашиот уставен суд до сега да интерпретира со едно чудно објаснување дека ја нема таа одредба во Уставот. Како ја нема таа одредба? Па јас кажувам дека ја има. Мислам. Да, но не смееме да заборавиме. Деловникот изрично споменува амандмани може да се поднесуваат. Значи, не нови амандмани, иако имаме преседан, ние да нема ниту еден амандман, а да бидат поднесени амандмани за кои не се дискутирало, што е тешка повреда. Имавме амандмани, имавме 84 од ВМРО ДПМНЕ, плюс имавме најавени амандмани. Значи, тоа никој не сме да го пренабрегне. И уште една реченица, Цаца. Ова во било која друга земја би било прашање за импичмент, бидејќи секаде има не само импичмент за кршење на Уставот во однос на председателот, туку и на министрите, туку и на судиите, туку и на председателите. Сметате дека председателот на собранието би бил повикан на импичмент во случај да не ги... И заради, да, по втор пат, и заради, значи, туркањето на скратената постапка под плаштот на европското знаме, а не враќање назад и подсетување дека во рок од 15 дена треба се да дополнат. Зошто? Тоа е постапката која што е погрешно водена. Па видите, ама не можете од погрешна постапка да добиете акт кој што е валиден. Значи тој морал да се грижи за спроведување. Сме добиле кои што биле во една таква постапка и Уставниот суд
имал можност да се произнесе зашто има процедурални повреди, има суштински повреди. Така. Апсолутно. Во случајов им ги има обете. Во дадената ситуација, значи Уставниот суд ќе биде тој кој што е најголемиот чувател на Уставот, да утврдува и да кажува. Инаку, мене ова што ме води до едно размислување, ако веќе како што велат дека сите овие колку 35.000 амандмани, па сега ве молам, зборовите собрани во амандманите, вчера слушнав на телевизија, и самите зборови на законот се повеќе, што тоа значи? Исто што и кога имаше 15.000 амандмани и тој закон за бранителите не го видовме, исчезна. Јас не бранам грешна постапка. Само да кажам, Инаку има одговорност и за министерот што не го потпишал. Нешто кое што може да донесе до постојано одолговлечување на носење на закони. Затоа што ако оди, повторно ќе речам, законот сега кај председателот со усвојување на дел од забелешките. Да. Другиот дел од забелешки не се усвоени. Значи повторно има можност да ги забелешки обајцата се должни да го потпишат. Бидете сега ние зборуваме за компаративно уставно право, да видиме како е во соседството, како е во соседството на ветото. Најновото вето е што го даде бугарскиот председател беше за законот за корупција. Кај хармонизацијата на регулативата на земјите со ЕУ регулативата се бара изрично потпис на надлежниот министер, бидејќи и министерот има одговорност за почитување на постапката. Овој закон за јазици? Министерот за правда. Дали го потпишал? Треба ние новинарите да провериме. Нема подпис во законот, нема датум, нема акт, нема подпис. Некои работи кои што не се познати на јавност. Еве како е во земја од Европска унија Бугарија, како е во Србија во однос на носењето на вето. Најсвежиот пример е во однос на законот за корупција во Бугарија, па да го видиме прилогот на мојот колега Александар Манасиев. Ветото на председателот на државата Иванов за законот за употреба на јазиците отвори безброј правни дилеми околу процедурата како треба да постапи собранието при повторното разгледување на ова законско решение. За дел од правните експерти ситуацијата е јасна. Собранието треба да расправа за над 35.000 амандмани поднесени од пратениците на ВМРО-ДПМН. Други пак сметаат дека законодавниот дом воопшто не треба да отвара дебата за истите. Вакви правни дилеми и ситуации имале и земјите во соседството, но и дел од земјите во Европската унија. Најсвеж пример кога председател кренал рачна кошница на некој закон има во Бугарија. Шефот на бугарската држава Румен Радев, кој доаѓа од различна партија од она на премиерот Борисов, стави вето на законот за борба против корупцијата, тврдејќи дека законот не само што не создава адекватна нормативна основа, туку поставува препреки за борбата против корупцијата. Законот предвидува формирање посебни единици за борба против корупцијата, која треба да ги истражува личностите на високи државни позиции, нивниот имот и потенцијалните судири на интереси. Парламентот сепак го отфрли ветото на Радев и го усвои законот. На ова председателот реагираше дека борбата со корупцијата најдобро да се води преку медиумите. Това не е изненадващо за мен. Ова не ме изненадува. Сите дебати за антикорупцијскиот закон покажуваат дека нема политичка волја за сеопфатна борба со корупцијата. Оставам оваа борба да ја водат граѓаните и медиумите. Според извештаите на Transparency International, корупцијата е рак рана на Бугарија и земјата има највисока стапка на корупција од сите земји во Европската унија. Радев е председател кој често го употребува инструментот вето. Лани стави вето на законот за буџет на здравствената каса, но и тој беше отфрлен од парламентот. Предходно не го потпиша ниту законот за концесии. Днес наложих вето. Денес стави вето на законот за концесии. Беше донесен со минимално мнозинство. Законот содржи одредби кои го ставаат во прашање доброто управување и правната држава. Создава можности за коруптивни практики на штета на државниот интерес. Сепак и ова негово вето не промени ништо и парламентот го изгласа законот.
Слична ситуација имаше и во Србија во 2005-та, кога Тадич не го потпиша законот за влада со образложение дека е противуставен. Тадич, како и колегата Радев, го искористи овој инструмент дури 3 пати, и тоа во 2006-та за законот за радиодифузија и во 2011-та за законот за ДДВ. Председателот Николич за прв пат стави вето на законот за продажба на државните вили во 2015-та. Интересно е тоа што овој законот, како повторно беше вратен во парламентот, не беше усвоен од едноставна причина што владата се откажа од неговото донесување. Во уставот и законите на овие земји предвидено е дека и покрај правото на вето, сепак законодавниот дом го има последниот збор во одлучувањето. Ова беа примерите од соседството, меѓутоа она што ви сакам и двете да ве прашам во однос на досегашното постапување на председателот, кога носеше вето, а повторно беа законите изгласани во парламентот. Што е разликата помеѓу тоа и ова сега? Затоа што велиме ова е прва ситуација, давањето на забелешки, конкретни? Па без разлика дали, ја не знам дали председателот кога одлучил тие одредени 4 закони, мислам да не ги потпише преку указот, во таа ситуација дали дал забелешки или не дал, мислам транспарентноста беше на нула. И тие закони после тоа не поминале. Не поминале, значи не поминале тие закони. Тоа е она кое што, значи, собранието, односно пратениците, односно, ја не верувам дека постои можност од кога председателот ќе стави вето, законот да не се стави повторно на собрание. Тоа е освен ако предлагачот не го повлече. Да, имаше случаи, видовме во Србија имало повлекување на па еве законот за пратеници кај нас. Освен ако не го повлекле. А ние за одредени закони не знаеме дали председател, дали собранието, дали предлагачот ги повлекол тие закони прво или едноставно не се донесени тие закони. Има многу, да речам, компаративен приказ во однос на ова. Значи, јас денеска малце ги читав старите устави, тамо каде што исто така има обврска за прогласување на закон со указ. Меѓутоа, ние сме имале тогаш многу друга ситуација. Ние тогаш сме немале подалба на власт на законодавна. Тогаш имавме ние собраниски систем и, да речам, дел председателски, кој што фактички две функции се спојуваа во една, и заради тоа не може аналогија да се извлече од тоа време. Меѓутоа, со некои други држави, еве, Франција, професорката спомна, точно е дека во Франција, ама има многу различити можности на акти, на дејствувања. И пратениците многу добро, и да речам стручните служби, многу добро си ги знаат своите можности и своите права и они ги користат тие права цело време во делот на она што значи носење на квалитетен закон. Зошто неквалитетноста на законот не е само одговорност кај еден човек. Сите што го гласале, што го читале, кои што го пишувале, кои што го драфтирале, ја носат таа одговорност. Мене ми е многу жал што денеска закони кога се носат, оно образложение за носење на закони е толку штуро, скоро да речам дека не постои. Значи, требе читателот, а тоа се пратениците, тоа е јавноста, да се убеди зошто се носи тој закон. Која е целта на носење на тој закон? Ние имаме закони кои што беа апсолутно основ за голема финансиска обврска дополнителна на државата, да во истото тоа образложение на законот читаме дека нема да има финансиски импликации. Па, еве, да го спомнам само законот за Советот за факти. Во тоа образложение стои дека нема да има финансиски импликации, членовите на Советот за факти, плата,
требаше да Ама да се примаат. држиме до тема. Ама не, сакам да кажам дека тоа е она нешто кое што треба во секој закон да го има како образложение, Генералната забелешка на стручната јавност е дека за овој закон немаше стручна дебата, не помина на Венецијанска комисија, се стави со назнаката европско знаменце, процедурата во собранието одеше по еден друг редослед наместо редовниот редослед, за да сега стигнеме до една ваква пат позиција. Бидејќи како на професор на уставно право може да ми биде ставена забелешка, кажувам дека во претходните случаи на вето само се нотираше дека законот не е во согласно со уставот. Ама немаше конкретни забелешки. А немаше забелешки, тоа е прво и второ, кога зборуваме за образложение, клучно е што овде во воведот се вели дека во досегашната пракса и детектираните недоследности во примената и опфатот на постојната правна регулатива, што ќе рече Законот за употреба на јазикот што го зборуваат 20% во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа, констатирана е потреба од доуредување на правната материја со која се регулира употребата на јазиците, поради што владата предлага нов закон за употреба на јазиците. Дали вас насловот Закон за употреба на јазиците ви личи на доуредување? Па не. Доуредување се прави со измена на постојниот закон. Дали вас насловот Закон за употреба на јазиците ви соодветствува на содржината внатре, каде се зборува само за јазикот што го зборуваат 20% граѓани и тоа на ниво на Македонија, не за ромски, не за српски, не за турски, а по амандманот 5 службен јазик во единиците на локалната самоуправа е и тој. Значи, јас се согласувам дека тоа треба да се разгледува. Целосно нов закон и не соодветен. Али тоа треба смисла јас викам да дека го нема имаат. уставен основ. Во таа смисла, видејќи вие во првиот член на законот морате да се повикате на уставот. Овој закон вика друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во заграда албански, исто така е службен јазик и неговото писмо согласно овој закон. Не, треба да се повика прво согласно не, ама сега зборуваме за содржината на законот. Ете тоа. А јас зборувам дека фактички, не само постапката, сите забелешки што ги има дадено председателот, треба да се имаат во предвид. Ама како ќе имаат во предвид ако нема амандман? Да се секираат јавноста тоа е институтот. Како јавноста, па јавноста знае што рекол председателот. И тука е одговорноста на пратениците и покрај сите тие работи, покрај сите забелешки, повторно да гласат за таков закон или да не гласат. Не е тоа манифестирање на сила. Тоа е чин на диалог со собранието. Тој само им вели: фрлете поглед на овие забелешки, вие сте законодавецот. Може би ќе најдете нешто што ќе го подобри текстот преку амандмани. Тој и така ќе мора да го потпише, ама ако внесат амандмани, тогаш баш е во духот на поделбата на власт. Веќе го начнавте текстот на законот и она што генерално е прашање дали излегува од рамката на Охридскиот договор, во кои органи на државната власт во Република Македонија тој ќе се применува. Па се вели централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи, организации, комисии, правни лица кои ја вршат јавните овластувања согласно закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот и неговото писмо и јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо на начин определен со овој закон. Ова е оној практично член кој што сега навистина предизвикува дилеми колкав ќе биде опфатот и каде се ќе се применува. Видете. Да се донесе, чекате. Видете. Ова е предлогот генерално. Правници овде на оваа маса деновиве го откриваа основот уставен за овој закон во ставот 5 на амандманот 5 во органите на државната власт во Република Македонија службен јазик различен од македонскиот може да се користи во согласно со закон. Ако е така, овој закон би се викал Закон за употреба на јазиците во органите на државната власт во Република Македонија. Ама сега,
Секој правник знае што е орган на државна власт. Органи на државна власт во Република Македонија на прва година се учи дека се собранието, владата, председателот на државата и судовите. Има, значи не зборуваме за државни органи, зборуваме за органи на државна власт. Да, во министерствата се дел од извршната власт. Значи, да кажам, има закон за парламент, има закон за влада, има закон за судови, има закон за, значи, за сите, имаме, значи, за председателот на државата. Тамо има одредби, може да има, кои се однесуваат и на употребата на јазиците, бидејќи тоа е во духот на рамковниот договор. Тамо вели Меѓутоа, тука е додадено, професорке, Уставен суд на Република Македонија, народен правобранител, изборен процес, образование, наука, здравство, култура. Веќе не се работи, значи, за органи, туку се работи за опфат, како да кажем, значи, области, науката, здравството, културата. Апсолутно тоа не се органи на се што е наброено тамо, е галиматија, справен. Значи, не се работи за органи на државната власт, па чувме правен екзибиционизам од типот дека ако јавното предпријатие го основал државен орган, тогаш и тоа требало да биде вклучено овде. Не е така. Дека не е така, зборува рамковниот договор. Во рамковниот договор, во точката 8, убаво си пишува дека, значи, пратениците можат да се обраќаат на пленарните седници и работните тела и на јазикот на 20%. Не пишува дека службен јазик во парламентот е јазикот на 20%. Згора веќе им досадивме на граѓаните, ама во книгата што е општо позната и која е на некој начин образложение на рамковниот договор, ова не е научен труд. Значи, ова е книга која пренесува стенограми, изјави, заклучоци, настани. Изрично стои дека во компромисот, за да не се растури рамковниот договор, вели, ова беше специфицирано во конечниот текст на Охридскиот рамковен договор, како, например, пратениците да можат да го употребуваат албанскиот јазик во парламентот, но не и во владините институции. Граѓаните да можат да го употребуваат на суд, во комуникација со нивните власти, во личните документи. Тоа значи, се случи со законот граѓани во комуникација, а не органот да функционира во јазично. Да ве потсетам, во ова студио во понеделникот двајцата учесници во Охридските преговори, односно рамковниот договор, многу либерално пристапија кон ова што вие сега го читате и кажа дека овој сегашен текст на законот практично не отстапува во глобала од Охридскиот рамков. Во книгава што ја цитирам, сега иде за јавноста. Овде пишува дека предлозите на албанците во врска со јазикот соодветствуваа меѓу себе, така и од македонска страна, со исклучок на еден маргинализиран случај, предлогот на експертот на председателот Љубомир Фрчковски, кој според албанските учесници даде предлог кој настојуваше да ја намали употребата на албанскиот јазик. Сега јас не знам што да кажам. И заклучокот од оваа книга, го знаеме сите, значи пренос на она што е уставните амандмани кои што ќе го надополнат законот за јазиците. Да, тоа е клучниот член. 95-та страна дека уставните амандмани произлезени од конечниот документ на преговорите во Охрид овозможуваат албанскиот јазик да може да се употребува како втор официјален јазик во деловите каде истиот го зборуваат повеќе од 20% од вкупното население во тој дел. Вториот став, одете по амандманот 5, ќе видите што вика овде. Со Охридскиот рамковен договор се предвидува граѓаните од албанската етничка припадност да имаат можност за добивање на лични документи на албански јазик. Понатамо вели дека, значи, исто така во пасошите и тука дека имало проблем. Објаснете ми сега, ако се и последното, може би еве во рамковниот договор за да не досадуваме веќе, околу постапките, така, бидејќи велиме државни органи, каде е рамковниот договор, се изминува. Ете го. Не, Одете. Еве го.
Значи, ајде, да. Како вели, значи, што е... Не може да избегаме ни од тоа. 6-7. Во кривичните и во граѓанските постапки на било кое ниво, обвинетиот или, значи, странката има право на превод на државен трошок, на сите активности и на документите во согласно со релевантните документи на Советот на Европа. Значи, тука не пишува дека службен јазик во постапката, ако макар и еден учесник е и јазикот што го зборуваат 20%, дека сите списи и документи ќе бидат преведувани. Значи, тоа е во духот на... Меѓутоа, може, а не мора. Не знам колку вие можете сега да навлезете во содржината, меѓутоа колку сите овие одредби што претходно јас ги прочитав, сите органи кои се чинуваат државната власт, па и овие Народен правобранител, изборен процес, образование, наука, здравство, култура, се општо дадени во новиот текст на Законот за употребата на албанскиот јазик. Дека има одредени проблеми, има. Ја мислам дека сите веќе на некој начин веќе тоа го дискутираат. Спомна професорката по однос на судските постапки. Ние имаме една работа во процесните закони, во делот за јазикот, овдека им се суочуваме со друга работа. Или други права, или друга поширока можност на употреба на албанскиот јазик. Тоа ќе се јави како проблем во пракса. Може би за некого вака теоретски читано нема проблем. Меѓутоа, во пракса ќе има големи проблеми во тој дел и покрај тоа што не знам колку сега веќе на политичарите дека ќе има нели тело кое што ќе помага во преводот, не станува збор за имање на тело за помагање. Станува збор за законските одредби од законот, од Законот за парнична, Законот за кривична. Особено процес, ова се третира како процесно действие, а не е. Значи, кај процесните закони, понатаму и казните, ако сакате, пропорционалноста е исто така за мене проблем. Меѓутоа, сега во дадената ситуација, мислам дека тоа ќе биде, ако помине законот, тоа ќе биде работа на Уставниот суд. И Уставниот суд ќе треба сите овие елементи за кои што и професорката зборуваше, и сите оние елементи за кои што и председателот на државата го има укажано во своето презентирање на проблемите, и ако сакате се она што е проблем околу содржината на тој закон, од една страна да се третира, меѓутоа во исто време Уставниот суд ќе треба да се позанимава и со прашањето на процедурите за донесување на закон. Значи, овдека имаме неколку работи кои што секако ќе мора да бидат предмет на оценување. Без разлика како овој закон ќе помине. И дали ќе помине. Значи, ако не помине овој закон, тогаш Уставниот суд веројатно нема да има работа, меѓутоа ќе има доработување или презентирање на некој нов текст и така натаму. Ја спомнавте Венецијанската комисија, јас колку што разбрав, сега допуштам и нешто да сум испуштила, пошто доста време и надвор поминувам и не можам баш сите информации да ги имам непосредно од случувањата во државата. Беше речено дека Венецијанската комисија ќе се произнесе по донесување на овој закон. И тоа беше нешто што се спореше и од експертската јавност. Јас можам да кажам еден друг пример. Сега, пред 2-3 дена, од Венецијанска комисија беа дојдени членови на таа комисија која што го обработувала законот за дискриминација, односно против дискриминација. И ние во таа расправа на сите прашања кои што им биле проблематични одговаравме во однос на она кој како размислуваат за драфтираниот закон. Значи дека постои можност... Ама за драфтираниот. Па тоа сакам да кажам. Ама ова нема да биде драфтиран. Ама веќе не е закон. Ако? Веќе не е закон. Така да, што готи да е веќе,
ако остане како драфт, ако остане како нацрт закон, истиот може да се поднесе на Венецијанска, меѓутоа факт е дека од друга страна меѓутоа прашањето основно е зашто воопшто не го дадоа на Венецијанска комисија. Ја кажувам какви можности, а тоа зошто не е дадено, тоа треба да ги прашате. За образложението беше дека подонесувањето што беше еден феномен до сега. Последната седница на Венецијанска комисија беше во декември. Ние чувме тогаш од председателот на Комисијата за европски прашања дека се испратени определени членови од законот. Од овој закон? Од овој закон. Значи, ниту биле пратени, ниту ги разгледувала Венецијанската комисија и сега, досега, тамо ги нема. Второ, идејата на Венецијанската комисија е во фазата на нацрт да даде предлози кои ќе се вградат. Овде чувме тези, а и во парламентот, замислете какви, дека да го донесеме ние законот, па во процесот на имплементација, кога ќе го добиеме постфестум мислењето од Венецијанската, ќе ги вградиме, не разбирам. Па измена може само со амандман да се вгради. Која е логиката на... Која е потребата да се спрекокне Венецијанската комисија? Не знам. Па, јас не сум толку остра како мои колешки. Венецијанската комисија. Па не знам. Видете, Венецијанската комисија не е уставен суд, сум рекла многу пати. Таа ги гледа стандардите, меѓутоа, незините ставови обврзуваат со тежината на експертското знаење. Венецијанската комисија пред да утврди што е и да предложи, ќе каже малку и за историјатот на законот, па ќе ја спомене постапката, па ќе значи, ете тоа е, да не се соочите со ова решенија... сега што се соочуваме. Да, со ова што се... Со на целата постапка и... Да, значи, и уште нешто сакам да кажам. Она што вие споменавте неколку органи, ама овде има некои други работи. Значи, во член, во член 2 став 3 овде се брои покрај влада, покрај судство, пазете, и обвинителство, изборен процес, образование, наука, здравство, нотаријат, инфраструктурни објекти, финансии, економија. Па ве молам, каде е уставниот основ за сево ова? Па знаете ли до каква парализа ќе дојде? Бидејќи горе пак пишува дека граѓаните имаат право да употребуваат било кој од наведените службени јазици. Значи, суштината на амандманот 5 е не или, не или македонски или друг, туку покрај македонски и друг. Зошто? Па заради комуникацијскиот код на кој што и комесарот за човекови права укажа вчера на предавањето на правниот факултет. Од друга страна, колку пак европското... Комесарот за човекови права, се извинувам, вчера во неговото интересирање покажа голема заинтересираност за, да речам, демократизацијата, демократските процеси кои што се случуваат нормално на полето на човековите права. Да. Така да, ја не знам денеска на правниот факултет зашто тој зборувал, или Синек. Значи вчера Сабајле беше... Синека вечер во 17 часот. Интересот е голем. И секако... Ама чекајте да не зборуваме за еуфемизми, бидејќи на предавањето господинот рече дека бил многу изненаден од податокот дека добиен во Тетово, дека македонскиот јазик се изучува од 4-то оделение, а англискиот од 1-во. Дека тоа создава проблеми во интеграцијата. И дека е против одвоени училишта, одвоени паралелки, бидејќи, значи, на тој начин интеграцијата ќе се одвива. Тоа веќе не води во една друга тема, пак за употребата на македонскиот јазик и колку може во услови на вака донесен закон да има баланс помеѓу двата закона за употреба на јазиците. Во овој закон се извлечени одредбите од законите за постапките, за судовите, изборниот законник за локална самоуправа и
во сите членови, па не знаете, значи сите членови што тамо се однесуваат на јазикот, овде не само што се пренесени, тоа беше направено во стариот текст на законот од 2008, туку се сосема изменети. Значи нема логика сега, во таа насока зборувате нема логика сега се бара, значи дислоцирани. Значи вие, тоа е спротивно на рамковниот договор кој што зборува за закони, и второ, ние знаеме што е хиерархија на правни акти. Нелогично е овде да барате сите тие закони да се усогласат во рок од 1 година со овој закон, инаку дека стапуваат во сила одредбите од овој закон и казни. Прашање е како тоа усогласување ќе се врши. Јас практичните проблеми во законот за кривична постапка, спомнав парнична, управна, тоа е тој пренос ќе биде многу тежок ако се оди исклучиво само за еден јазик. Што станува сега со правата на другите? Да, има општини каде што 20% на свините имаат и други јазици. На секој човек е тоа гарантирано. Дури да е друг, некој може превод. Ако тие закони... Да, французин во Македонија исто треба да ги барам. Па ние имавме случај со израелец кој што не можеше да разбере толкувачот на израелски заради тој одреден дијалект. Значи, ние мораме да ги запазиме стандардите за познавање на јазик и за разбирање на постапките на секого. Ова усогласувањето е дискутабилно како ќе биде направено. Затоа ја реков дека има проблеми кои што моментално се од многу практична, релевантна страна од неоценувани или ако сакате погрешно оценувани. Меѓутоа, од друга страна, законот уште на старт беше донесен под назнаката со европско знаменце. На балкански начин. Ве чуди тоа во Македонија? Не чуди, бидејќи порано немаше во деловникот одредба која точно предвидуваше како знаменцата. Како, да. И тука може би точно закони во Македонија са бајле се носеше еден член, за да попладне то се промени тој член заради тоа што некој кој што го правел тој нацрт нешто не знаел. И ние мораме да заклучиме дека не сме многу вични, зборувам општо, во правење на закон. Така. Може сега да дополнам нешто? Меѓутоа, видете, во однос на само да ви кажам, јас немам дилема со тоа експертите дали можат или не можат. Не политичарите се тие што ги прават. На Германија ги даваат законите на Макс Планк да ги погледнат. Тоа велам, дека тука не ги прават експертите, туку политичарите законите. За жал само вие како експерти се вични, ја гледам и морам нешто да кажам. Значи, во нашата влада, во минатото, во 90-тите години, имаше секретаријат за законодавство. Внатре седеа најдобрите студенти од правните факултети, а раководители беа личности како Ѓорги Цаца, како Елена Поповска, како професорот Митков. Тоа ние го нарекувавме владин уставен суд. Не смееше да се испрати закон во собрание без да се оцени усогласеноста. Не им треба секретаријат за законодавство. Јас ќе извлечам паралелата во телото во кое што и вие бевте во однос на оценувањето на законите од правната сфера. Телото и проблемите што ги имаше во однос на експертите, функционирање и слично, за да на крај се донесе одлука дека ќе раководи со тоа тело премиерот, а таму ќе бидат представници, обвинители, председатели на судови и слично. Значи, јас од тука го влечам заклучокот колку на вас експертите ви е дадена можноста во битните закони да учествувате и во нивното носење на сметка на политиката и политичарите. Има која што јавноста не знам колку е запозната, во тоа тело, во тој совет учествува голем број на суди, голем број на професори. И ја не знам вие што подразбирате под експерти. Вие бевте таму и од други професори. Па затоа велам голем број професори, голем број на луѓе кои што од праксата има одредено познавање.
За жал во јавноста тоа сосема на друг начин се прикажа. Се прикажа дека немало луѓе од пракса. Јас ќе ви кажам дека беа членови на судски совет. Дека беа судии на Врховен суд, судии на апелациони судови, судии на основните судови. Во делот на работната група која што ги работеше Законот за судски совет и Законот за судови, имаше големи бучни расправи. Да, меѓутоа, знаете, кога политичарите ќе ги имаат првите 3 имиња кои раководат со телото, веднаш јавноста тука поставува дилеми колку тоа тело е независно, меѓутоа ќе отидеме на друга тема и затоа затоа не сакам да, значи, тоа велам, колку наспроти експертите. Друго прашање е колку тие прифаќаат тоа што експертите и практичарите го пренесуваат како проблем. Значи, треба да си работат автономно експертите, а политичарот да се вклучи потоа, бидејќи тие имаат легитимитет да предлагаат закони. Ама премиер да председава на вакво тело стручно, а исто така и на за реформите на администрацијата е невообичаено, што не ги сослуша, тоа е добро. Па ја мислам дека идејата е таа, барем она што денеска слушнав некои искажувања од некои лица, дека во пракса како функционираат евентуално ново донесените закони или старите закони, тоа би била нивна улога. Меѓутоа, да не отидеме на друга тема со оглед на тежината на ова за што расправаме, пауза за реклами, па ќе продолжиме со дебатата и би сакала исто така да ве прашам во однос на барањата од Грција и официјално за промена на уставот во однос на решувањето на проблемот со името. Продолжуваме веднаш по рекламите. Продолжуваме со дебатата во однос на употребата на Законот за јазиците и предлогот што се наоѓа пред собранието. Она што исто така е дел од амандманите што ги поднесе опозицијата, меѓутоа и дел за расправа во стручната јавност е казнените одредби што се содржани во предлогот на Законот за употреба на јазиците, кои што тука пишува дека ќе се применуваат и во кои услови ќе се применуваат, меѓутоа дел од јавност и експертите најдоа забелешки токму на употребата на ваквата казнена политика, што би се рекла во однос на употребата или неупотребата на законот. Членот 22 е спротивен на членот 14 од Уставот, а и на темелните вредности на уставниот поредок. Зошто? Бидејќи во членот 14 јасно е внесена правната клаузула нулум кримен, нула поена сине леге. Значи, не може да бидете казнети за дело кое што пред да биде сторено не било предвидено како кривично дело и не била за него предвидена казна. Овде, освен што се укажува на член 1 став 3, член 2 став 3, вели 4.000 до 5.000 евра, значи за сите институции за непочитување на одредбите од овој закон. Значи, овде, како прекршочни одредби. Значи, овде треба точно да има за кој член, за кое дело, која казна е предвидена. Тоа е прво. Второ, казна за македонски прилики од 4.000 до 5.000 евра за правно лице и 30% од тоа за раководителот, тоа би било 1.200-1.500 евра, е казнена тортура. Тоа е неумерено. Зошто? Не само заради висината, туку и заради карактерот. Прво, не може да бидете казнети за неуставни одредби, значи тоа е прво, бидејќи тоа дури и пред редовен суд може да дојде, кога странката ќе рече, извинете, барам да се примени директно уставот, бидејќи овој член од законот е неуставен, па може, ако не може директно да се примени уставот, да се бара од уставниот суд да реши. Значи, дали е одредбата уставна или неуставна? И второ, значи, ако суштината на амандманот 5 може, значи, вие можете да го употребите правото, но не морате. Тогаш
казните се проблематични. Меѓутоа и уште една работа ми создава конфузија. Ако во членовите се наведени освен државната, органите на државната власт и овие изборен процес, образование, правни лица, наука, здравство, култура, тогаш прашањето е како и кој ќе знае кога го прекршил законот. Со оглед на тоа што општо е дадена одредбата на областите во кои што тој ќе се употребува. Не знаеме дали ќе се утврдува здравствени установи во некоја постапка. Како што чувме председателот на државата. Тука не е специфицирано никаде. Тоа што тука не е специфицирано. И тука не знаеме кој ќе биде казнет и зошто. Има одредби како се доаѓа до прекршочно казнување, кривично казнување и така натаму. Не знаеме кои органи всушност се обврзани кои институции да го применат за казнување. И ако не го применат да бидат казнети, тука е проблемот. Значи ја не зборувам за основот. Овие се во рамките на прекршоци. Не се во рамките на кривичната област за она за кое што ти зборуваш. Прекршоци можат да бидат предвидени казни. Меѓутоа, па тоа е она што го кажав на почетокот. Тоа е научна установа. Не е пропорционално. Значи стандардот на пропорционалност не е стандардот на пропорционалност, стандардот на баланс. Тоа е нешто кое што во науката, па и во праксата на Европскиот суд за човекови права го има и постои. Значи, кога се носат такви закони... Начелото го споменавте на пропорционалите, значи овде нема такво нешто. Ама ја тоа, значи тој кој што утре задутре ќе го оценува, тој и тоа треба да го оценува. Не може да го оценува бидејќи не е точно наведено. Нема тука правен основ за казнување. Нема. Бидејќи вие мора да имате дело и за тоа дело точно предвидена казна. Тука такво нешто нема. Проблемот е што тука пишува и во други области. Оно што ќе казнува, на што ќе се повикува. Тоа е слободен стил. Ама тоа е друга област. Тоа е можност за примена арбитрерно и така. Значи, затоа велам, има многу работи кои што во делот за казнување треба да се преиспитаат и да се види. Само сега, не е работата овој закон парцијално да го гледаме. Ако се гледа целосно и овој дел треба, ако се гледа парцијално, овој дел... Тие бараат да се гласа, па после да го гледаме. Ако се изгласа вака, значи прашањето е дека некој може тоа да го применува. Сето тоа е како да ви кажам. Ама кој отиде во службен шанса да излезат. Не, работата е ако отиде во службен вестник. За мене иначе треба да се врати законот. Волку многу амандмани само ќе ја стопираат работата. Па видете, значи овде на оваа маса еден од најголемите бранители на законот рече дека законот има срцева мана. Видете, значи не рече дека има алергија, туку срцева мана. Ако имате срцева мана, ви се заканува инфаркт. Значи ние не смееме да дозволиме, што би рекол Аристотел, лош закон со срцева мана да произведе не само инфаркт на овој закон, туку тој инфаркт ќе се одрази на имунитетот, да не речам може да предизвика парализа, во, значи, решавањето на проблемите во Македонија, односно да ја инвалидизира државата. Во однос на тоа дека ќе го оценува и Уставниот суд, се до оценката на Уставниот суд, законот ако постои, ако се применува, не значи дека не може да се применат и одредбите, прекршочните казни и слично. Граѓаните ќе морат самостојно ќе мора да ја платат казната, потоа да бараат оценка на уставност. Уставниот суд не е туку така да. Прашање е дали дека ќе почне да заживува. Не може да го елиминираме. Граѓаните нема да мора да платат казната ако претходно има некои постапки. Меѓутоа тоа е нешто кое што зборува за постоење на законот и за примена на законот. Ние сега малце дискутираме повеќе околу тоа дали тој Ама додека помине постапка, тоа ќе се применува во пракса. Ама тоа така, ако земете тоа за секој е така. Не, знам дека е за секој така, меѓутоа не е нешто. Наброивме многу фалинки во целиот овој текст. Така, овде зборуваме за дискреционо одмерување на казни и дискреционо квалификување, бидејќи ниту дела има, ниту казни. Не зборуваме дека има многу недостатоци уставни. За тоа што некој може да лежи казна, да издржува казна, а да не е виновен
Имаме такви ситуации. Мене ми е поинтата дека ако помине законот и ако се најде основ да нема амандманска расправа и што побрзо да помине, секако дека ќе се најде пред Уставниот суд, меѓутоа во мој време ќе биде на сила, ќе биде на функција, каков таков, онаков. Има можност за времена мерка, го критикуваат има можност за времени мерки, има образложение за времени мерки да не во Уставниот суд има можност за времена мерка. Па тоа ми е дали ќе може да се стопира примената на одредени има можности, Уставниот суд ќе оцени кога ќе се поднесе иницијативата дали е потребна времена мерка за да ги спречи штетните последици. Тоа е принцип кој што секаде владе и ние сме имале ситуации кај што е барано од Уставниот суд. Иначе Цаца може би во интерес на сегашната власт нешто да кажеме дека низа од овие одредби овде и без било каков правен основ се применуваа за времето на претходната власт. Значи, претходната власт толерираше употреба на јазикот на 20% надвор од Уставот и од законите. По министерствата, по пензиско-инвалидско осигурување. Да, тоа беше од каде е директорот од која политичка партија, така ќе ја нарече институцијата. За да не излезе дека... Меѓутоа не беше ставено во закон. Она на што сакам на крајот од оваа дебата да обрнам внимание, Нимиц пристигна во Скопје, утре се неговите средби, меѓутоа со оглед на тоа што разговараме за Уставот и во тој контекст и ќе ви го поставам прашањето, грчката страна вели дека е потребна промена на македонскиот устав. Еве ќе го цитирам интервјуто што го имаше Коција за ЕРТ, во тоа запрашано за тоа што би требало да се промени во Уставот, Никос Коција ги посочи преамбулата и 2 члена, без да открие дополнителни детали, и вели кој било договор што ќе го склучиме, ако не е придружен од уставни промени или ако сакате да ги кажете прилагодување, ќе може подосна кој било нов премиер од друга политичка област да го смени, ќе се најде во тешка позиција сегашната влада на Грција ако не се смени Уставот, а се склучи меѓународни договори и следната влада ќе им каже дека действувале противуставно. Значи на некој начин Грција сака да си го загарантира она што ќе го наметне, дека ниту една идна влада во Македонија не може да го урне, и тука се поставуваат дилемите колку е навистина потребно да се менува Уставот, која од друга страна беше за да се покаже дека немаме територијални претензии, немаме некои други претензии кон Грција со оглед на тоа што кон тоа и се прибегна своевремено. Ако ме прашувате дали е потребно Уставот да се смени за постоење на одредени гаранции, одговорот мој е дека постојат други инструменти кои што можат да гарантираат стабилноста на оние договори кои што ќе се склучат. Од друга страна тој ова наведува билатерален договор дека и нуди на Македонија, а не трета страна. Од друга страна имаме преговарач кој што секако е трета страна во преговорите. Мислам за да бидеме коректни, искажувањето беше дека се подготвува, дека ќе биде презентиран, меѓутоа дека тој договор не значи земи или врати, него дека ќе постои можност околу него да се дискутира и да се прифаќаат или не прифаќаат одредени други предлози. Значи, не е предлогот таков да не дава можност истиот да се анализира, да се предлагат некои други решенија и така натаму. Во крајна линија и господинот Нимиц тоа го кажа, во делот на она што презентираше дека има одредени своји предлози, меѓутоа дека постои можност да прима и други предлози и околу тие други предлози да се дискутира и да се... Да повторам ќе го цитирам Коција кој вели дека во однос на преговорите за името, шефот на грчка дипломатија вели дека ја повтори позицијата дека името вклучува 7 прашања: името, употребата на името, идентитетот, јазикот, трговската употреба, акронимите, знаците. Не. Значи ние го сменивме Уставот на барање на Грција и по препорака на Бадентеровата комисија како еден услов за признавање од тогашната Европска заедница. Внесовме еден член кој што е веќе субсумиран под темелните вредности почитување на нормите на меѓународниот поредок. Венизелос си ги потсети грците за тоа. Потенциравме тоа. Второ, значи, Уставот е елемент кој што е дел од
врзан за суверенитетот на една земја, суверено право, значи, е на граѓаните на една земја да донесат и да менуваат устав, и тоа е и во повелбата на Обединетите нации. Значи, начелото на самоопределување вклучува име, химна, грб, знаме и така натаму, ама вклучува и устав. Тоа нема што да, не може да го менуваме. Друго, се обедов јас она што го бара Коцијас да видам како стои во Грција. Во Грција, во грчкиот устав има член 107 и 108 кој што вели: ниту еден грк не смее да се откаже да биде грк. Многу поучно. Значи, сакам да кажам, ние имаме обврска да го смениме уставот кога ќе сакаме или во моментот на влегувањето во Европската Унија, или пак претходно, тоа го сторија некои држави. Зошто? Заради поделениот суверенитет. Меѓутоа, тоа е внатрешна работа на една земја и како што ние внесовме одредба дека нема да се мешаме во внатрешните работи на една земја, а персонификација на тоа право е уставот, истото важи, значи, и во случајов и за Грција и за нас. Ниту ние можеме да се мешаме во внатрешните работи на Грција, ниту таа во нашите внатрешни работи. Затоа спомнав дека постојат други инструменти кои што можат да гарантираат меѓународните, значи за меѓународните. А вака, значи кај меѓународните, да, според нашиот устав, меѓународните ратификуваниот меѓународен договор е составен дел на правниот поредок на Република Македонија и дури судовите судат врз основа на устав, закони, ратификувани меѓународни договори. Меѓутоа, да бидам искрена. Не, се извинувам, јас не мислев на тие договори кои што ќе бидат ратификувани. Јас мислев на овој договор да биде ратификуван како меѓународна спогодба. Тоа е за тоа е потребна и одлука на Обединетите нации, бидејќи таа како подпишаната резолуција како меѓународни инструменти резолуција кои што изјави, гаранции и така натаму даваат можност да се загарантира содржината на тој договор дека нема да се менува од некоја друга влада која ќе дојде, пошто вашето прашање на се однесуваше во тоа дали Македонија треба да се доведе во ситуација повторно да го менува уставот. Тоа што го бара Коцијас. Не представува, како да кажам, таков страв дека новата влада ќе го менува веќе склучениот договор кој што ќе има клаузули кои што ќе го гарантира. Не, па така би бил нашиот устав повеќе ќе се однесува на Грција отколку на Македонија. Веќе господинот Нимиц, кој што е врвен правник, веќе си ги надминува овластувањата. Значи, тој зборуваше дека врз основа на резолуциите и врз основа особено на привремената спогодба, каде што се вели дека не може веќе ние, значи ниту е идентитетот предмет на договорот, разговорите се само за името. Тоа прашање е нешто кое што и абсолвирано и за тоа најдобро го знаат сегашниот министер за надворешни работи, ја затоа верувам, моите колеги Тони Десковски, Сашо Георгиевски, кои беа во тимот во Хаг, и мислам дека тие го објаснија многу подобро од мене. Пресудата во Хаг е една работа, ова е нешто кое што на вашето прашање дали има потреба од менување на устав за сигурноста е друго прашање. Ова што го наметнува Годзијас во неговото интервју. Тој во името наметна 7 работи. Името, употребата на името, идентитетот, јазикот, значи тоа е тоа што всушност а после тоа рече 4 точки. И сега ние треба исто така да определиме точки. Исто така треба да кажеме, оти не се само 5 предлози, има тамо многу предлози, па треба и Република Македонија да каже што и одговара од тоа се држава која што е во преговори, тоа мора да го каже. Јас не можам ни да помислам дека во преговори еден само ќе наметнува нешто, а друг или ќе прифаќа или нема да прифаќа. Ова ве прашам, ама тоа се случи со преименувањето на аеродромот и автопатот. Значи, вие со тоа признавате, така пишуваат грчките вестници, дека тоа било символ, знак на иридентизам.
А и Бадентеровата комисија рече името со ништо не имплицира иредентизам, истото Ама не е името. И истото го потврди судот во Хаг, дека Република Македонија не ја прекршила времената спогодба и дека овие грди споменици имиња, што не ми се допаѓаат, воопшто не значат иредентизам. Тие значат кршење на законот, бидејќи постапката не е, ама видете сега, судот кажува, ама јас ја сакам да кажам дека секој има право да размислува. Нашава страна треба да е спремна да даде одговори на сите тие работи. Така. Значи не треба... И добриот одговор се беше и Микра да се смени името на аеродромот во Грција, во Солун, бидејќи тоа е Добро, вие вака ќе навлеземе во коментар политички. Она што сепак го призна Коција се дека во 97 за време на Константин Караманлис се случи признавање на македонски јазик од страна на Грција прифатено во Обединетите нации. Ама тоа стои во нешто што енумерирање на јазик. Овде слушавме, значи, новомакедонски, не знам, така што нови навистина, македонци, не знам. Ама постојат елементи точно е тоа дека ние се слушаме. А точно е тоа од друга страна дека тие преговори на некој начин не беа транспарентни за јавност. Така. Што значи дека дава можност секој да направи да нешто, шпекулира во да однос на шпекулира, кое решението. што шпекулирање само лоши состојби. Добро, не можеме сега да дискутираме повеќе по ова прашање со оглед на тоа што средбите на Нимиц утре. Ви благодарам и на двете што бевте во оваа емисија, особено во однос на текстот за предлог текстот за употреба на законот за употреба на јазиците. Ќе видиме каква ќе биде судбината на овој предлог закон и како ќе го решат ова политичарите. Да, ви благодарам на присуството и вам на вниманието. Па искажување на различити мислења е само нешто тоа е што тоа може што да всушност се доведе Тоа е емотивно, ние не можеме. разговор во стручната јавност. Благодарам на Добро, вниманието. ние и по Имајте природа пријатна вечер. сме темперамент. Да, ви благодарам.